Представници на медиумите, почитувани граѓани, на самиот почеток сакам да нагласам дека и денешниот настан, односно неговиот повод, презентацијата на реализираниот проект за електронски записник од увид во сообраќајна незгода, всушност представува уште една потврда за нашите континуирани напори, не само да ги надградиме севкупните професионални и технички капацитети на полицијата, туку уште повеќе, значајно да се придвижиме во насока на остварување на нашата трајна заложба за трансформирање на полицијата во еден реален сервис на сите граѓани, отворен и подготвен за сите нивни барања и потреби. Конкретно со овој проект, во контекст на реформите кои ги реализиравме во континуитет овие 2,5 години, ги скратуваме роковите во интерес на граѓаните за добивање на записник од увид во сообраќајна незгода, за кој во годините наназад се случуваше да се чека и со месеци. Имено проектот за електронски записник од увид во сообраќајна незгода беше инициран уште пред неколку години, но неговата имплементација ја стартувавме, ја интензивиравме во 2018 и 2019 година. Станува збор за еден модерен концепт во делот од полициското работење, со значајни позитивни рефлексии и во другите домени на работата, особено во оние поврзани со ажурирање, аналитичко и статистичко генерирање на податоци, како и побрза и попрецизна употреба на тие податоци од други институции, но и од самите граѓани како странки во овие постапки. Врз основа на нормативите и процедурите на полициското постапување при сообраќајни незгоди, Одделот за информатика и телекомуникации го креираше адекватното и современо софтверско решение, така наречен СНЕС, кое што овозможува внесување, зачувување и обработка на сите податоци од записникот за сообраќајна незгода. Така сега се овозможува воспоставување на една централна електронска евиденција на записниците за извршен увид на место на сообраќајна незгода. Тоа пак меѓу другото значи пред се техничко, но и процедурално, ефективно и квалитативно унапредување на методологијата на работа на полициските службеници кои што се задолжени за овој сегмент од работата. При тоа не станува збор само за унифицирано надградување и прецизирање на системот на постапување, туку и автоматизирање и интеграција на евиденциите на различни системи во рамките на Министерството за внатрешни работи. Веројатно најилустративно за ова говори податокот дека со примена на софтверот ќе се дигитализираат преку 250 различни видови на податоци од увид на сообраќајна незгода, за што колегите подоцна и стручно ќе елаборираат. Придобивките од имплементирањето на оваа современа методологија на работење ќе бидат изразени, како што веќе спомнав на почетокот, како во делот на кратењето на времето за изработка на записникот за извршен увид на место на сообраќајна незгода, што пред се е во интерес на граѓаните, така и во делот на електронската евиденција, преку обезбедување точни, навремени статистички и аналитички прегледи, битни за превентивното делување, но и за нормативните анализи на законските одредби и состојбите во оваа сфера. Генерално може да се оцени дека воведувањето на електронскиот записник за увид на сообраќајна незгода може да се смета за квалитетна основа за планирање на идни проекти за електронска размена на податоци со други државни институции, меѓународни институции и тела, како правни и физички лица и тоа во законски уредена постапка. Дозволете ми да констатирам дека со стартувањето на употребата на софтверот СНЕС се создава нов, но значаен инпут во полициското работење и постапување, но воедно е показател дека Министерството за внатрешни работи располага пред се со професионален човечки потенцијал да креира и воспоставува нови и квалитетни стандарди во своето работење. На крајот ја користам можност да се заблагодарам на сите колеги што беа инволвирани во реализацијата на овој проект за нивниот вложен труд, дотолку повеќе што во Министерството и текако постои огромен простор за натамошно креативно и професионално остварување, како во интерес на личниот професионален успех, така и во интерес на институцијата и се разбира за граѓаните заради кои што и оваа институција постои. Значи, благодарност до колегите од одделот за информатика, од одделот за униформирана полиција
кои што неуморно работеа овие 2 години за да дојдеме до едно вакво решение и на тој начин да им олесниме на граѓаните во остварувањето на нивните права. Сега ќе продолжиме со презентацијата, па на крајот ќе има и прашања.